До 8 часот важна тема. Добро утро за првиот човек на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, директорот Иван Живковски. Институцијата што ја раководи има клучна улога во гарантирањето на сопственоста, намалување на земјишните конфликти, поддршка на инфраструктурни проекти, дигитална трансформација на јавните услуги. Затоа во овој интервју ќе пробаме да дадеме одговор на некои секако од најважните прашања. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро најдов. Господине Живковски, со какви, поред да одиме најголеми предизвици, моментално се соочува Агенцијата за катастар и колку од нив успеавте да ги надминете откако сте начело на институцијата? Па видете, прво морам да кажам дека нема поголем предизвик од тоа да имаш можност да работиш директно за граѓаните и да придонесеш директно за развојот на државата. Најдовме ситуација која превзема функцијата која што не беше многу сјајна. Од дел заглавени предмети до каскање во поглед на дигитализација, во поглед на проблем со дел од катастарските планови, проектите со инфраструктура исто така и некои правилници беа во застој, меѓутоа генерално мислам дека за краток период од некој година и половина дадовме сериозен ефект од преструктурирањето на агенцијата и мислам дека тоа можат веќе и директно граѓаните да го почувствуваат. Во моментов би издвоил како посериозен предизвик ни се државните проекти за кои што особено за коридорите 8 и 10 каде што сме директно вклучени во спроведување на самите експроприации и другиот дел кој што припаѓа во делот на катастарското работење. Така. И наш главен мотив е што побрзо да ги решаваме истите проблеми, односно предметите кои што доаѓаат од кои што се во интерес на државата, бидејќи имаме чувство и сме свесни дека директно од нас зависи и брзината на степенот на реализација подоцна на самите проекти. Да, дефинитивно големи инфраструктурни проекти. Некаде кога го подготвив интервјуто, во ваше интервју видов дека сте изјавиле дека сте затекнале над 5600 нерешени предмети, што навистина е голема бројка. Дали тоа бараше одново организирање на институцијата за да бидат расчистени овие процеси, да се нормализираат за само година и половина или? Видете како што ви споменав, таа беше бројката, медиуми беше позната бројката на нерешени предмети, не зборуваме за тековните предмети кои што пристигнуваат, туку оние кои што стоја многу подолг период. Пристапивме кон внатрешна реорганизација, имаме можност да ги вклучиме сите наши колеги бидејќи сме сепак масовна институција која што брои 750 вработени во моментов, вклучивме колеги од цела Македонија да ги работат тие предмети и успеавме за многу краток период овие заостанати предмети нерешени да бидат минато и со гордост можам да кажам дека 2025 година ќе ја завршиме само со тековни предмети кои што стигнуваат, така да имаме процес во кој што онолку предмети колку што стигнуваат во текот на денот, истите се решаваат во рокот максимум 2-3 дена. Едноставно граѓаните и другите правни лица кои што ги користат услугите добиваат брза и ефикасна услуга од катастарот и мислам дека тоа пред се е еден силен показател, една силна порака кон граѓаните, затоа што нема подобро чувство како граѓанин кога имате потреба од некоја услуга, која ќе знаете дека истата ќе добиете во рокот 48 часа ќе биде завршена. Така. Споменавте и тим, споменавте и вработени. Како стоиме со стручниот кадар? Дали и вашата институција ја фати оној бранд на предизвици, недостиг на стручен кадар и кои се големите слики за функционирање, да кажеме, во следниве неколку години, кога станува збор за стручниот кадар, бидејќи проблем е насекаде низ државата? Првен морам да кажам дека изминатиот период, изминатите години, воопшто не се водела грижа, иако можело да се предвиди што ќе се случува на краток и на среден рок во агенцијата, бидејќи имаме и природен одлив со луѓе кои што заминуваат во пензија. Тоа се луѓе кои што на времето имаат студирано во Скопје, во Белград, во Софија, кои што се високо квалификувани кадри, кои што се пред се имаме, кога говорам за овој кадар, мислам пред се на геодетите,
тука си правниците и тие во минатото кога биле примани на работа во тогашната управа, биле примани како на турноси. И сега имаме ние процес кога наеднаш ни се случува 20 квалификувани луѓе да ни заминат во пензија, па наредна година ни заминат 30 квалификувани луѓе. Тоа е проблем кој што го имаат сите институции. Меѓутоа, најголемиот удар се уште го немаме како институција доживеано, бидејќи се уште имаме квалитетен кадар, меѓутоа да не ги оставаме работите да одат по некој слободен тек. Заземавме сериозни активности да го подмладиме практично тимот во Агенцијата за катастар. Тука мислам на сите вработени да имаме еден подмладок кој што пред се ќе може тој подмладок кој што годинава ќе ја завршиме, веќе имаме 20 и неколку нови вработувања кои што беа на јавен оглас, каде што ги поминаа сите фази на селекција. Очекувам до крајот на наредната недела истите да добијат и решение за работа, ќе имаат можност да се едуцираат, да се надоградат и практично да бидат тие двигатели на сите идни процеси на среден рок кои што ќе се случуваат во агенцијата. Така. Тоа всушност беше инспирацијата да ја поканиме, бидејќи коментарите велат најголемата оценка секогаш ја даваат граѓаните. Некако и кога сте на функција, секогаш има и вакви и такви коментари, меѓутоа генералната слика е дека подобрени се услугите и тоа што е добро и ние новинарите мора некогаш да го признаеме. Секако не е секаде така, меѓутоа институцијата која што ја раководите се издвојува, барем по коментарите и тоа што го гледаме по социјалните медиуми. Затоа ќе го поставиме следно прашање, ќе преминеме на една друга тема важна за граѓаните, тоа е регистарот на цени и закупнини. Сведоци сме дека некако последниве 2 години енормно се зголемија цените на становите. Некој во 2021-2022 да кажеше дека ќе дојдеме до овие цени, ќе му кажавме нема шанси. Како стоиме со тоа и што може граѓаните во иднина да очекуваат? Граѓаните во иднина можам да кажем од аспект на Агенцијата за катастар што ќе очекуваат. Значи, регистарот на цени и закупнини е законска обврска која што треба да ја води Агенцијата за катастар. Таа ни е доделена согласно законот за катастар, меѓутоа од икс непознати причини од страна на претходното раководство тој процес бил стопиран. Во меѓувреме се случи она кое што вие го споменавте, а тоа е дека пазарот доживеа експлозија во Република Македонија, каде што во изминативе 2 години имаме покачување на цените од 50 до па дури некаде до 100%. Што недостасуваше? Недостасуваше можност и граѓаните објективно да бидат информирани за она што се случува со пазарот на недвижности. Ние го објавивме вториот квартал, го објавивме третиот квартал, во теков на денешниот ден на нашата веб страна ќе биде проследено и до медиумите, ќе излезе и полугодишниот извештај на регистарот за цени и закупнини. Едноставно, нашата обврска е да ги информираме граѓаните колку е реалната пазарна цена по која што се тргуваат недвижностите, по која што се издаваат недвижностите, бидејќи од друга страна граѓаните имаат можност да се информираат само преку социјалните мрежи, имаат можност да се информираат само преку оние пребарувачи или интернет огласи кои што се многу добро познати во Македонија, каде што продавачите буквално од рака презентираат цени по кои што ги продаваат. Така да вие ако отворите во моментов некој од тие пребарувачи, може да дојдете и до некој да нуди недвижност, односно стан во центарот на Скопје по цена и по 5000 евра. Меѓутоа таква цена, за среќа се уште немаме регистрирано. Нашата цел е редовно и навремено да ги информираме граѓаните за бројот на трансакции кои што се имаат склучено, за најниска тргуваната цена, за највисоката тргувана цена, кои се најатрактивни општини во Република Македонија за купување недвижност, кои се најатрактивни за издавање. Едноставно, нашата задача е да ние благовремено ги информираме граѓаните да точно знаат што се случува со пазарот на недвижности и практично ние веќе за месец и половина, некаде средината на јануари, ќе знаеме дали и колку во самата 2025 колку изнесува самиот раст на
на пазарот на недвижности, односно на самите цени. На квадратен метар. Модерен катастар секогаш оди во права линија со дигитализација. Каде се наоѓа агенцијата во овој процес? Што досега конкретно бенефит видоа граѓаните од досегашниот процес на дигитализација? Можам да кажам, да не бидам скромен, ама па да не бидам и нескромен. И вие претходно споменавте, многу ми е мило што Европската комисија во последниот извештај кој што го објави за напредокот на Република Македонија, токму Агенцијата за катастар беше посочена како една од институциите кои што се има завршено одлично домашната задача, особено во поглед на решавањето на она што говоревме на заостанати предмети, меѓутоа и во поглед на дигитализацијата. Ние како институција можам со гордост да кажам дека сме една од ретките институции кои што сме речиси целосно дигитализирани. Што тоа значи? Тоа значи дека секој од граѓаните кој што има потреба од услугите на катастарот, доколку, еве, например, склучи договор за купо-продажба или договор за закуп или зима хипотекарен кредит, истото го склучува пред професионалните корисници, конкретно нели нотарите, и граѓанинот повеќе нема потреба да доаѓа на шалтерите во катастар, бидејќи самите предмети нотарите електронски ги пуштаат кај нас, ние ги решаваме и потоа ги известуваме граѓаните, односно испракачите нотарите, дека предметот е завршен. Така да граѓаните се ослободени од таа обврска. Меѓутоа, дополнително морам да укажам дека ние во изминатата година направивме еден портал кој што е наречен e-услуги Катастар.gov.mk, на кој што граѓаните можат комплетно електронски да пристапат и за речиси помалку од една минута на својата електронска пошта да добијат услугата која што ја побаруваат, без разлика дали е тоа имотен лист или некоја друга услуга која што ја нуди Агенцијата за катастар. Така да сметаме дека во тој дел направивме едно сериозно олеснување, каде што граѓаните немаат потреба да се движат по шалтери, да поднесат барање, па да чекаат. Едноставно сето тоа може да го направат од компјутер или од мобилен телефон. Како се движиме кон целосно електронско поднесување на сите барања? Па видете, значи вака се, нас ни останува еден мал сегмент кој што останува да го решиме. Она што претходно ви го споменав е дека сите предмети кои што доаѓаат од нотари, извршители, единици на локална самоуправа, градот Скопје, сето тоа пристигнува електронски. И тука го имаме тој дел, го имаме завршено. Вториот сегмент ни е оној кој што пред малку говорев, каде што граѓаните ги побаруваат услугите, документи кои што им требаат, им стигнуваат на нивната електронска пошта. Сега работиме на последната фаза, а тоа е оние граѓани кои што имаат потреба да поднесат некое лично барање, например промена на име на адреса во имотен лист или упишување на матичен број, доколку недостасува, да не мора да дојдат на шалтерите, да можат да не мора да го прават истото и преку професионалните корисници, туку да можат истото тоа да го направат барање, го поднесат и електронски. Значи ни останува уште тоа парче од мозаикот за да можеме да кажеме дека 100% сме дигитализирани и дека граѓаните воопшто немаат потреба да пристапуваат кон нашите шалтери. И нели секогаш кога збориме со дигитализацијата, рамо под рамо оди прашањето безбедноста на податоците, можноста од грешки или злоупотреби. Па видете, значи ние имаме сериозен безбедносен систем. Така да граѓаните можат да бидат мирни и спокојни во поглед на сите податоци кои што ги имаме, бидејќи сепак катастарот сам по себе е дефиниција за јавна книга. Уште во минатото кога е правен законот за катастар, точно има определено на кој начин и како се чуваат самите информации, односно самите податоци кои што ги имаме. Поделени се на неколку практично имаме голема IT инфраструктура, да се изразам по-прецизно, која што се наоѓа на различни делови од Република Македонија, каде што нели еден податок кој ќе се обработи, се зачува кај нас, се зачува на едно место, се зачува на друго место, така да тоа се бекап варијанти со примена на колокација, каде што
можеме да кажеме дека сме апсолутно покриени, бидејќи сепак сме институција која што покрај Царинската управа, покрај управата за јавни приходи сме трета институција по најголем број на податоци со кои што располагаме. Во интерес на времето, ајде ќе преминеме на прашањето околу намалените цени на катастарските услуги. Кои услуги најмногу поевтини и каков ефект очекувате ова да има во еден поширок општествен контекст? Па видете, тоа беше првата работа која што ја направивме, ги намаливме цените во просек некаде околу 75%, Што не беше малку, што не е малку. И гледавме да намалиме услуги кои што реално ќе им значат на граѓаните, бидејќи ние како агенција имаме премногу услуги кои што ги даваме, меѓутоа ги намаливме сите услуги кои што се најкористени. За да можат и граѓаните, меѓутоа и правните лица кои што користат, да ги почувствуваат. Тука пред се зборувам најголема условно кажано негодување најголемо во јавноста беше што претходното раководство ги имаше зголемено цените и така доколку на пример имате спроведувате оставинска постапка, имате повеќе имотни листови кои што треба да се спроведат за една катастарска општина, буквално за секој имотен лист во истата катастарска општина се плаќаше по имотен лист практично за самата промена. На пример, ако имате 5 имотни листа, се плаќаше 5 пати по 1250. Сега се плаќа само единечна уплата од 1250 денари, што сметам дека сериозно влијае на буџетот на граѓаните и едноставно сметаме дека на овој начин и некако се доближуваме до граѓаните, бидејќи целта ни е преценели да нудиме квалитетна услуга, која што ќе биде по прифатлива цена, меѓутоа и да бидеме институција која што е транспарентна, отворена за граѓаните, соработува и редовно ги информира граѓаните за она што се случува во самата институција. И кон крај, секако стандардното прашање, што ново би можеле да очекуваат граѓаните од катастарот во следниве неколку месеци во смисла на нови дигитални алатки, интеграции, услуги, дали се подготвува или Па вака, да, значи ние во моментов работиме на повеќе фронтови. Тука морам и сакам да споменам меѓународната соработка, особено со земји од Европската Унија, каде што правиме моментално размена на искуства, законски решенија, ги разгледуваме сите можности кои што имаме за да ја олесниме самите процедури, да ги олесниме дополнително, да понудиме нови услуги за граѓаните. До крајов на годинава ќе имаме промоција на уште 10 услуги кои што ќе бидат дигитално достапни. Го работиме она кое што ви го споменав дека граѓаните ќе можат и останатиот дел кои што се мал број на услуги да поднесуваат барање за да можат да ги добијат на ист начин. Во моментов можам да кажам дека работиме на изработка на нов софтвер по кој што работиме на нашиот систем кој што е наречен ЕКАТ систем и тоа во превод ќе значи дека самите службеници кои што работат на предметите, доколку по овој систем може да сработат во денот 10 предмета, тој кога ќе биде готов и имплементиран новиот систем, тој број на предмети ќе може да се дуплира, така да очекуваме дека можеби во некое многу брзо реално време уште побрзо би се решавале и самите предмети. Благодарам многу за разговорот. Поминавме во овие 20 на минути доста теми важни за граѓаните. Секако ќе ја следиме вашата работа. Благодарам. И ќе ве поканиме повторно во студио. Отворени сме за соработка, пред се да бидеме достапни за јавноста и за медиумите. Да, благодарам и што на овој начин сте достапни преку вакви гостувања секако во нашите програми. А во 8 часот најновите вести, нашите колеги веќе подготвени, веднаш потоа и новиот час од утринската програма.